Таа мерка како дел од пакетот мерки ја предлагаме неколку недели. Еве, јас тука ја зборам 4-ти или 5-ти пат. Поднесовме и закон, предлог закон во собранието. Прашањето што правеа до сега луѓето? Што правеа? Зашто дозволија граѓаните да платат разликата во цените? Тоа е прашањето. Пакет мерки имаше и премиерот да сакаше да помогне, има пакет мерки кои што ние ги носевме за време на кризите. Можеше да го искористи тоа искуство, како им се излегуваше во пресред на граѓаните со посебни дури и пакети на финансиска поддршка за грозени категории, социјални категории, пензионери, лица со посебни потреби, студенти и така натаму. Има еден куп мерки во владата. Тогаш кога ние ги менаџиравме кризите, се мислеше за доброто на државата и на граѓаните. Сега за жал се мисли како да се украдат пари што повеќе од тендери. Тоа е фокусот. Така да мерката е добра, ја предложивме и ние, нема да биде доволно ако е само таа. Повторно кажувам, треба да биде дел од еден по-широк пакет. Еве, го слушаме примерот, холистички пристап имал, каков е тој, не знам да ви кажам право, као Далај Лама се однесува, холистички ја третирале кризата. Што сака да им каже на граѓаните? Ако сте гладни, немојте да јадете. Не се прави тоа така. Така да, закасните се мерките, нека ги направат како пакет, макар и денес, утре, некаков резултат да има, да се спречи тоа што допрва, уште полошо, може да дојде. Како ја коментирате последната изјава на поранешниот председател Стево Пендаровски, во кој вели дека без промена на политичка стратегија постои опасност партијата да се сведе на маргинална партија, дека не сте успеале да го канализирате опозиционото мислење, опозиционата јавност, дека на следните избори се очекува, ако продолжи ваквиот тренд, се очекува да падне поддршката уште толку, дека постои ризик дури да партијата исчезне. Добро, прво дозволете да кажам дека интересно е зашто прашањето доаѓа сега, а изјавата е од пред неколку недели. И таа изјава е извадена од контекст. Кога ќе видите цела изјава, воопшто не е таква на председател Пендаровски, кој што дава максимална поддршка на овде тоа што го правиме, го работиме во партијата. Меѓутоа, јас го разбирам, изминатите неколку денови, тоа е резултат на една силна кампања на провладините, провамаровските медиуми, би рекол агитатори, не новинари, кои што вадат од контекст, ја напаѓаат партијата, кажуваат дека има делби и така натаму, прават се и се занимаваат само со СДСМ, а кажуваат дека е мртва партија. Па чека, ако е мртва партија, зошто 90% од кампањата црна од провладините медиуми против нас? Зошто е против мене лично? Дискредитации, навреди, несоодветни зборови и така натаму. Јас ќе ви кажам што е причината. Не е само што не е мртва партијата. Туку главната причина е тоа што на анкетата, која што ВМРО ДПМН ја преплати 400.000 евра на една агенција провладина, разликата помеѓу нас и нив, ама тие резултати не ги кажуваат, за разлика од периодот после изборите 24-та до воочи изборите 25-та, кога нашата разлика беше 1:3, сега е падната на 1,2,5. И тие се во паника. Затоа што ова најлошата влада што некојаш ја водела држава. Посебно сега во криза. Тоа е првата причина. Втората причина е што секојдневно објавуваме скандали, коруптивни постапки, коруптивни тендери кои што се диригирани од врвот на ВМРО ДПМН и водат кон фирми блиски на ВМРО ДПМН. Затоа што ова е најкорумпираната влада која што оваа држава некогаш е имала. А во моментов најкорумпирана влада која што Христијан Мицкоски ја води во Европа. И тоа се причините зашто тие се занимаваат и прават црна кампања со мене, со СДСМ и така натаму. Така граѓаните гледаат, знаат кои сме и што сме, знаат какви политики мерки предлагаме, но власта нема што друго да прави, освен да се занимава со таква црна кампања со опозицијата. Граѓаните ќе се кажат на следните избори на кого, каде му е местото. Прочитате целата изјава, ќе видите. Повелете. Само ако може и да изкоментирате и пред малку изјавата на премиерот Мицкоски околу вашата проевропска политика, што тој ја нарекува всушност проевропска, дека се само полемичи пред Бугарија и бугарски политичари. Само да се надоврзам за поддршката, вели СДСМ
се однесува како општинска организација на некоја од бугарските партии за престојните бугарски избори и наместо да гледат да им се допадне на македонските граѓани, тие повеќе гледат да им се допаднат на бугарските политичари. Добро. И контекст. Тоа е дел од реториката која што премиерот ја користи изминатите повеќе години. Сака да биде и интересен, да звучи интересно за граѓаните. Јас желбата моја разбирам. Сега има шанса, премиер ја води државата, веројатно треба да излезе од калапот на некои лични фрустрации кои што го притискале со години, но што е суштината? Што е коленичење? Нека излезе премиерот и нека објасни што е коленичење. Што е предавство на македонските национални интереси. Како тоа, со тоа се што е направено до сега од владите на СДСМ во изминатите години, некако се биле загрозени националните интереси. Сите знаат, вратите ги има изјави премиерот, дека он нема ништо против ставањето на бугарите и останатите малцинства во Уставот. Како нешто наше е загрозено со ставањето на бугарите во Уставот? Која идентитетска одредница е загрозена? Факт и вистина е дека премиерот ветуваше само за да им се допадне на граѓаните и со тоа негово размислување не се сложувам, ама го разбирам, затоа што тој сака само да се допадне, да дојде на власт и после тоа да не прави ништо, освен тоа што го прави за себе и своите блиски луѓе. Што ветуваше? Дека ќе поништи Преспанскиот договор. Тој изјавуваше, за мене Преспанскиот договор не е завршена работа. Ќе го враќаше името. Што ќе враќаше? Бивша Југословенска република. Тоа ли ќе враќа? Тоа ли ќе враќа? Ќе излезевме од НАТО? Понатаму, ќе поништеше договорот со Бугарија. Па зашто не го поништи? Двотретинско мнозинство имаат во парламентот. Зашто не го поништат? Затоа што ако не го поништи Преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија, тој признава дека лажал и дека ништо од идентитетот не е загрозено. И ако кажува дека сега не правиме чекор понатаму, тоа го потврдува. И сега јас одам чекор понатаму. Зошто не се прави тоа што ништо не загрозува? Кога сега е вратата во Европа отворена, кога тоа што децении и децении сме го чекале, генерации и генерации, верувале во тоа, знаат дека е стратешката определба на земјата, ова влада не го исполнува. И јас ќе ви кажам што е причината. Бизнис интересите. И одработувањето за интереси на други држави, што е рамно на национално предавство. И сега кажувам по трет пат, во овие изминати недела две, Христијан Мицковски прави национално предавство на македонските национални интереси. Затоа што одработува за странски држави, за Унгарија, која што јавно и јасно е оценета од Европската унија дека е соработник на Русија. А Русија нема интерес овој дел од Балкана да се интегрира во Европа. Тоа го знаеме, го слушнавме разговорот помеѓу министерот за надворешни работи на Унгарија Петар Сјарто и Лавров. Како се договара да ги заобиколат санкциите. Па кој го прави тоа во Европа? Јасно е, разобличена е политиката на премиерот Мицковски. Кај нема капацитет да води држава, кај лечи фрустрации, па уште ја кочи европската еднина на земјата. И нормално, кога немаш капацитет и кога се до тоа го правиш, што правиш? Се занимаваш со СДСМ поради тоа што нема што друго да направиш. Нема што друго да кажеш, ни мерки, ни нешто добро. Ништо не се случува во држава. Освен брутална партизација на секој ниво, со несоодветни кадри, кражба на секој ниво, смешен закон за високо образование, за дополнителна партизација, кражба во земјоделството, укинување на субвенции, на плати, на поддршка на земјоделците. Немаат земјоделците пари. Знаете што ќе биде оваа сезона? Катастрофа. Министер за здравство кој се занимава со гаража, како да е градоначалник, а не со нови методи, плати во здравството и така натаму, со социјала која што не може да преживее, СДСМ била мртва партија. Меко тели, биле вакви, биле такви. Тоа е брука што не води таков човек. Брука. Можда само уште едно прашање околу новиот републички јавен оценител. Вие на почетокот кога се избираше Југособранието, бевте воздржани од коментар, чекавте да се покажеме, би дојде на последните пресконференции кои што ги имате, станува велите дека е
политичка алатка, односно така функционира, откако нели ги одземе и предметите на обвинителката Ристовска. Сега прашањето ми е колку ви се промени вашиот став за Ненад Зависки? Гледайте, ние се сомневавме, имајќи го предвид работењето на оваа влада и премиерот до тој момент во правосудството, дека такво нешто се спрема и тука. И ние имаме конкретни прашања. Еве како ќе одговори обвинителот на овие следни прашања. Како може да е влезен во систем, да се декларира како независен, кога се до него било партизација? Да се стави партиски човек или близок до партиски човек во судски совет, во обвинителство, претходно во другите инстанции, во советник на премиерот во Уставен суд. И сега наеднаш, ние сме со право скептици. Ова се аргументите зашто сме ние скептици. Како се објаснува дека е одземен предметот, односно не е продолжен мандатот на обвинителката која се занимава со полицајците од Кочани? Зошто? Еве го првото прашање. Второто прашање, како и се одземаат предмети на обвинителката Ристовска, кои што се однесуваат на незаконското финансирање на ВМРО-ДПМН. Најбогатата партија во Европа. Па сите слушнавме од разговорите? Цела држава слушна кои се тие предмети. Тоа се дел од предмети на апсење на политичари, на незаконско финансирање, на набавка на опрема за прислушкување, уништување на опрема за прислушкување, несоодветно. Прислушкување на новинари, на цела држава. Ова власт сега, овие представници на власта, оваа екипа која што води државата, е дел од тимот кој што ја водеше државата заедно со Никола Груевски до 2016-17 година, кога тие влегува у спалните на секој еден граѓанин, затоа што ги прислушкува. Ето, тоа е демократскиот капацитет, немојте да мислите дека е поинаку. Немојте, ќе сгреши многу, како што тргнал. Ако продолжи вака, Ненад Зависки не прави добро. Не прави добро. Што им должи толку? Зошто го прави тоа? Треба да биде професионалец. Треба да продолжи да систем, тоа го бараат граѓаните. Преку глава има партизација на секоја него. Ова мора да запре. Европа е единствениот спас. И ова е дел од контекстот на Европа, зашто не ќе, затоа што не може тогаш што европското обвинителство да прават вакви работи кај нас. Тоа е една од посериозните причини. Зашто тој наоѓа изговори дека било некакво коленичење пред на Бугарија. Господин Филипче, само Повели. го спомнавте и Законот за високо образование. Пред малку министерот на Весна Јаневска каже дека во понеделник ќе биде финализиран Законот за високо образование и ќе влезе во владина процедура. Кој е вашиот став по ова? Дали каже дека ќе се земат предвид сите забелешки кои што така да кажам ќе држат вода? Дали веќе имате поднесено ваши забелешки и како планирате да гласате во следното? Да, ако остане вака, секако дека нема да го поддржиме, но ќе дебатираме. Ќе дебатираме и ќе даваме предлози за амандмани и така натаму и ќе ги образлагаме. Забелешките се многу сериозни. Прво, како може да се дозволи да професори се шетаат од една у друга институција? Значи, некој си ја гради кариерата професорска во една институција и наеднаш му доаѓа некој од друго место. Зашто? По волја на министерот или министерката. Го нема нигде у свет. Никаде во свет го нема. Понатаму, се наметнуваат критериуми за избор, за публикации на стручни трудови за кои што нашиот научен систем, не само образовниот дел, научниот, не е спремен. Не може да се спремат такви трудови. Ние немаме капацитет, немаме лаборатории тоа да го спремиме. Ние немаме капацитет да публикуваме со нашиот и финансиски и во контекст на опрема систем да се публикуваат во часописи со висок импакт фактор. Ние немаме тако, не сме спремни за тоа. Ние треба да инвестираме многу во науката, неколку години, да го спремиме системот, па да ги имплементираме тие услови. Дали треба? Да. Ама дали сега вака? Не е тоа патот. Не е тоа патот, невозможно е. Значи, ќе ги оттурнеме младите кои што сакаат да се занимаваат со оваа работа. Зашто знаат дека нема да може да ги исполнат условите. Наметнати им се финансиски услови. Кој ќе ги плаќа дополнително тие публикации? Тоа чини 5-6 плати да платиш на професор да се објави таков труд. Понатаму исти критериуми во сите науки. Природни, математички, јазички, книжевни. Па тоа како аналфабет да го правил законот. Ја не можам да сватам
министерката. Зошто ова го прави? За наука, само како една споредба, правивме споредба со Хрватска, буџетот за образование и наука е 5 милиарди евра. Колку што е нашиот целокупен буџет. Не одиме подалеку. Еве во Хрватска ќе одиме. И после зашто нашите оделе во Хрватска. Но после ова сметете дека има екзодус на младите. Веќе реагираат младите доктори. Јас сум секојдневно со нив во комуникација. Никој нема да остане на факултетите. Ако сакаат тоа да го као што се носат на сила во собрание, нека го донесат и овој закон, тоа е. Фала ви.